ова издание, пред утрешниот самит во Лондон, САД го депонираа ратификуваниот протокол за влез на Северна Македонија во НАТО. Почна собраниската процедура за автентично толкување на законот за помилување. Ке се спречили амнестијата на Иванов. Погодените од земјотресот во Албанија бараат сместување во Охрид. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Чекор поблизу до НАТО, откако САД го депонираа протоколот за влез на Северна Македонија во Алијансата. Државата прв пат ќе може да учествува и на самитот на НАТО, кој утре и задутре се одржува во Лондон. А на внатрешен план, ќе спречат ли пратениците да се вратат амнестиите на Иванов? Владимир Мирчевски јавува. По денешната координација со пратеничките групи, спикерот потврди дека почнува собраниската постапка за ова барање кое тој го доставил до владата и до матичната собраниска комисија за мислење. Според Џафери, мислењата да стигнат во најкусо време пленарната седница ќе се закаже дури по завршувањето на комисиската дебата за буџетот по 11 декември. ВМРО ДПМН ќе даде поддршка на оваа иницијатива, потврди денеска лидерот на опозицијата кој ги повтори своите барања. Вчера го дадовме одговорот и за разлика од нив ние ставовите не ги менуваме преку една проспиена ноќ, но исто времено заборавија да го кажат нивниот став што се однесува до тоа дали аболирани политичари им е местото во политиката или треба да ја напуштат политиката. Социјалдемократите пак повикаа преку автентично толкување да се затвори прашањето со аболициите што Иванов ги даде па ги повлече за лица кои се дел од предметите на СЈО. Ги повикуваме сите пратеници од сите пратенички групи, но пред се пратениците од ВМРО ДПМН да го поддржат барањето на Социјалдемократскиот сојуз за автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување. Најважно во овој момент е да се затвори нелегалната аболиција на Иванов. Наместо да се занимава со несериозни и неиздржани предлози, Христијан Мицковски треба да ги повика пратениците од ВМРО ДПМН да го поддржат барањето на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска со соопштение се јави и Уставниот суд кој в среда треба да расправа за уставноста на чинот 11 од Законот за помилување, чин со кој потенцијално се загрозуваат високо профилираните судски предмети против функционери од поранешната власт. Судот смета дека со коментарите и прејудицирањата се врши директен упат и притисок за нормално функционирање на судот, велат од Уставниот суд. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Десетина семејства деновиве престојуваат во Охрид по земјотресот што ја погоди Албанија. Мики Трајковски беше да ги посети. Маке искако што има. Подобро да умрев отколку да го доживеев она што ни се случи голема паника. Прво го слушнав вресокот на 4 годишниот внук врз чишто кревет каде што спиеше падна шкафот. Има често земјотрес, но како што беше никогаш немало. Вака 75 годишната Мрига Джока, жителка на Драт, се потсетува на првите моменти од силниот земјотрес кој минатата недела ја зафати Албанија. По двата силни потреси раскажува дека морале да се засолнат во автомобилот. Таа деновиве заедно со своето 7-члено семејство е во Охрид. За гласот на Америка вели дека им е страв да се вратат во родниот град затоа што не се чувствуваат доволно безбедни. Ја ќе нишам фрика. Немаме верба да се вратиме назад. Поголемиот дел од Драт сега е мртов град, но идејата да дојдеме во Охрид ја прифативме веднаш. Слушнавме преку интернет и преку наши пријатели дека има ваква можност. Но други пак велат дека ќе се вратат назад бидејќи нема каде да одат. Беше многу страшно, земјотресот беше многу силен, се тресеше се. Зградата каде што живееме од долгото тресење буквално беше пред распаѓање. Ќе се вратиме назад бидејќи немаме каде да одиме, иако состојбата е таква каква што е. 40 на луѓе деновиве бесплатно се сместени во една приватна вила во Охрид, каде граѓани и локални компании со помош на волонтерите на Црвениот крст секојдневно им носат храна и се грижат за нивниот престој. Помеѓу нив има и деца, но и семејства кои останале без своите домови. Им обезбедуваме оброци за јадење, им обезбедуваме лекарства, лекарства апчиња, им обезбедуваме и здравствена нега, посета од лекари, затоплени апартмани и соби, така да мислам дека се чувствуваат добро. Во меѓувреме помош се собира на секаде низ земјава.
Граѓаните само иницијативно се организираат, се поставуваат пунктови, а во многу училишта професори, ученици и нивните родители организираат комунитарни акции. Потоа помошта самите ја дистрибуираат до крајната дестинација. Таков е случајот и во основното училиште во Струшкото село Лабуништа. Нашата училиште реализира еден хуманитарен активност. Резултатите се многу добри од оваа иницијатива. Се надевам дека со нашата потек малце барем ќе му помагаме на нашиве браќа што се во Албанија. Исто така и Црвениот крст на Северна Македонија испрати 7 тона на помош од прехранбени производи, средства за хигиена, кебења, монтажни кревети, вреќи за спиење. Во координација со државните институции беа испратени медицински тимови и тимови за проценка на штети, пожарникари и кучиња трагачи. Во силниот земјотрес од 26 ноември загинаа 50 луѓе. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Војната помош за Киев, што е фокус на истрагата за импичмент на Трамп, отвори прашања за односите САД-Украина. Синди Сейн истражуваше. Во 2014 година Русија изврши инвазија во источна Украина и нелегално ја припои украинската територија Крим. Од тогаш САД обезбедија повеќе од 1,6 милиарди долари воена помош за Украина за незината борба против посилниот сосед Русија и проруските сепаратисти во источниот дел на државата. Двете администрации, и на Обама и на Трамп, обезбедија значајна воена опрема за Украина. Администрацијата на Трамп обезбеди и оружје и противтенковски проектили, кои се потребни на Украина да се справи со руските сепаратисти. Вил Померанц од Вилсон центарот вели дека поранешниот претседател Барак Обама бил предпазлив околу преголемата инволвираност на САД во конфликтот. Обама не сакаше да ја даде преголемо значење на кризата за да не ескалира конфликтот. Администрацијата на Трамп дозволи смртоносно оружје, иако Майкл О'Ханлон од институцијата Брукинс смета дека Трамп не е многу наклонет кон Украина. Мислам дека неговите помошници го советуваат тоа да го направи. Во февруари Конгресот дозволи вкупно 391 милион долари помош за Украина за оваа фискална година, вклучувајќи и воена обука која според експертите била неопходна. Официјални лица од Стейт Департментот сведочеа во Конгресот дека помошта испреќа сигнал до Русија дека САД се близок пријател на Украина. Обезбедуваме помош за да може Украина да има добра преговарачка позиција спрема Русија, за да се постигне мир. Бројот на жртви во оваа војна продолжува да се зголемува, односно 14.000 украинци го изгубиле животот по руската инвазија во 2014 година. На почетокот на декември, представници на Украина, Русија, Франција и Германија ќе се соберат на мировни преговори во Париз со цел да се стави крај на конфликтот во кој САД не планираат да земат учество. А во светот, научниците бараат прв против отров за змии во Африка. Тригодишната ќерка на Бет Мвменде умрела по каснување од змија. Жртви на змии во Кенија има околу 700 секоја година. Usiku mwendo wa saa 9. Била касната околу 3 часот наутро. Плачеше и повраќаше. Не знаев дека од змија. Отидов по вода утрината и кога се вратив, постарата керка ми кажа дека сестра и не се буди. Истражувачкиот центар во Најроби работи на создавање против отров, прв во Источна Африка. Планот е производот да биде на пазарот за 5 години и да биде многу поевтин од увезените. Ова е најчестата отровна змија во Африка. Многумина умираат од незиното каснување зашто не можат да ја видат, многу е вешта во криење. Го проучуваат извадениот отров пред мала количина од него да се вбризга во друго животно, како овца, на пример. Тоа животно произведува антитела, кои се собираат и прочистуваат во противотров. Во моментов во Кенија има 2 ефикасни противотрови, кои се увезуваат од Индија и од Мексико. Многу опасни змии има во овој истражувачки центар, каде научниците се надеваат дека ќе помогнат во намалување на смртноста по каснувањето од нив. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.